Ново издание на емисијата Наплане на Охрид Ньюс. Добар ден. Пред неколку дена сите заеднички многу ни израдува една убава информација, тоа е дека во Охрид за прв пат се отвори инклузивна игротека под мотото "Сите деца се исти" во објектот на поранешната касарна. Ова е прва инклузивна игротека, е наменета за рекреација на лицата со посебни потреби, односно децата со посебни потреби, таму да се рекреираат и да се чувствуваат како и сите други. За таа цел наша денешна гостинка е Весна Габеловска од Сдруженијето ВОПС, поддршка Охрид. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов, благодарам за поканата. Така, и освен за новоотворената игротека, ќе разговараме и за статусот на децата со посебни потреби во нашиот регион, во нашиот град, да видиме дали се уште се на маргините или сепак нивните права се многу по-застапени во секојдневното живење. Но ајде прво ќе разговараме за игротеката. Претпоставувам многу сте среќни што ете овој проект одамна го планиравте и сега доби своја реализација. Да, се разбира дека сум многу среќна. Малце, знаете, тоа се испомешани емоции кога долго време нешто очекуваш да се случи, работиш долго време, го планираш во мислите и сега кога тоа веќе ќе се види, многу е пријатно чувството, затоа што го доживувам како нешто кое што јас лично ќе го оставам зад себе како нешто добро што сум направила за овие деца. Игротеката е проект кој што се спроведува во рамките на програмата за регионален економски развој Reload на Западен Балкан 2, Reload 2, финансирано од Европската унија, а спроведувано од програмата за развој на Обединетите нации, односно UNDP. Се спроведува исто во соработка со општината. Општината ни додели простор преку советот, значи се изгласа, ни дадоа околу 200 квадрати простор. Првиот план, значи кога го баравме просторот, требаше да поднесеме елаборат зошто ни е тој простор. Главната идеја е тој простор да прерасне во центар за деца со церебрална парализа и други попречености. Меѓутоа, заради немање финансиски средства, се разбира дека општината не може да финансира плати на вработени. Тоа е обврска на Министерството за труд и социјална политика, дури да стигнеме до тој чекор. И во елаборатот имавме планирано дека ќе имаме игротека. И сега конечно стигнавме до таа фаза. Ја опремивме игротеката. Имаме некои специјални мишалки, пристапна за децата со церебрална парализа кои што се движат во колички. Тоа е една средина каде што децата ќе можат да играат, да се социјализираат. Можам да кажам дека навистина не сме опремени од се тоа што сакам, не сме дотаму уште стигнати. Но постепено тоа. Да, меѓутоа имаме солидна база сега за да продолжиме од негде. Тоа многу беше тешко довде да се стигне. Прво најтешко беше простор да се обезбеди, ама кога веќе го имавме, после многу полесно се понатаму следеше. Така, како ќе работи игротеката, колкав е капацитетот, колку деца може да прими на дневно ниво? Па игротеката за сега, значи во рамките на проектот како е планирано, е преку ден да имаме услуги на дневен престој каде родителите ќе можат да ги остават на неколку сати децата за тука. И тука ќе имаме волонтери кои ќе се грижат за нив. А за викенди се планирани работилници каде што би го вклучиле целото семејство. Значи особено мајките, затоа што мајките го носат главниот товар кога се работи за деца со посебни потреби. Да ги вклучиме мајките, потребна им е психолошка поддршка. Исто така да се вклучи целото семејство. Имате и многу често овие дечиња имаат и братче или сестриче кои што е со типичен развој. А знаете, кога другите игротеки се непристапни, не може целото семејство да оди негде заедно. Дури славењето на роден ден е многу тешко. Така. Па тука ова ќе биде еден простор кај што целото семејство ќе може да доаѓа, да некако да поминува време заедно. А исто е добро и за родителите, затоа што кога тука ќе се сретнуваат, ќе разговараат, ќе се социјализираат, ќе разменуваат искуства. Значи некако ќе се, да речем, ќе се отворат, нема да бидат веќе затворени дома како што се сега. Како ја дочека оваа вест децата? Па беа многу среќни децата, родителите, сите некако сме многу среќни, затоа што конечно нешто добро ќе имаме и ќе може има каде да одат овие деца и некако да на некој начин да го живеат своето детство и родителите на малце поинаков начин да ја гледат целата ситуација. Затоа што не е лесно. Не е лесно особено во општество, воопшто не е лесно
да се има дете со некаква попреченост. Да. Колку игротеки имате ли информација, колку вакви инклузивни игротеки имаме во државата? Во Охрид е една, прва се отвори сега, претпоставам дека има потреба повеќе да се, нели? Во градот? Овој концепт всушност го нема во Македонија нигде. Значи ова е пилот проект и не знам дали каде во Романија го има, како инклузивна игротека, една единствена. И ние го имаме кај нас, не знам, на друго место каде го има и во Балканот, не знам. Имам пријатели од Бугарија кои што кажува колку хубаво би било и кај нив да има такво нешто. Во Македонија нема друга, ние сме први, се надеваме ќе се развиваме и ќе бидеме пример за другите. Па се надеваме дека и во повеќе градови ќе се отворат, па да и кај нас може би уште една-две. Зашто да не? Да, дали децата со посебни потреби се дискриминирани во општеството? Па сега, кога ќе видите дека се уште такви бариери и стереотипи. Па кога ќе видите сега дека сегде имате скали, не знам, и не можете да стигнете со количката, мислам заклучокот е јасен дека да, дискриминирани се, никој не ги гледа дека постојат. Особено по тешките форми, затоа што тие деца нема, прво во училиште имате инклузија. Што на големо се зборува за инклузија. Меѓутоа, инклузијата е некако се за полесните форми, тие што на некој начин можете да се движат, а вие потешките нема, сегде е скали. Друго нема соодветна програма за нив. Се разбира се, уште инклузијата е на почеток. И за поздравување и сето тоа што се прави. Меѓутоа има уште многу работа на таа тема за да се вклучат овие лица, цело деца и лица се разбира во општеството на начин на кој што сите други се вклучени. Како една посебна категорија на граѓани кои барат посебни услови. Значи нема пристапни терени се уште низ градовите. Па немам, дали вие имате видено негде сегде има скали? Дали имате видено пристапно WC? Па и тротоарите се уште не се. И тротоарите, ама пристапно WC имате видено негде во хотел, во ресторани, тука кај не секој нигде не можете да видите. Значи нема, едноставно не се или и во маркет да одите. Додам со керка во маркет, многу е тешко со количката негде да поминам. Нема свест дека има таква категорија на граѓани, дека кога нешто се прави треба да се направи за да е пристапно и за нив. Значи за и тие тука да учествуваат. Се уште треба да се работи доста на развивање на таа свест. Да, а како е во однос на здравствениот третман од државата? Дали имате помош во тој дел, помош во лекарства и терапијата која што ја примаат овие лица? Со терапиите знам дека многу родители имаат проблем во однос на терапијата за епилепсија, дека многу често лековите и ги нема, не знам што се случува, дали некако негде каснат со набавките, а многу често по групите гледам во последно време, пред неколку месеци особено беше актуелно, барај од каде да купат одредени лекови. Сега нешто е стишано, не знам, можеби најверојатно се веќе се набавени. Во однос на терапиите, рехабилитацијата е на ниво на кое што е, не можам да кажам дека е издигната на не знам колку високо ниво, нема некои подобри центри за рехабилитација. За церебрална парализа особено се е некако тоа што се работи со години, а рехабилитацијата напредува. Значи имате доста нови методи кои што се применуваат за рехабилитација, се разбира за подобрување на квалитетот на живот. Значи не се зборува за излекување затоа што се овие состојби кои што за цел живот се, меѓутоа може со соодветна рехабилитација значително да се подобри квалитетот на живот на децата. Да, но ние не располагаме со таа. Па ние за жал немаме многу. Не знам, рехабилитацијата не можам да кажам дека е се тоа некои приватни иницијативи кои родителите треба да ги плаќаат, а кога сте веќе во ваква состојба, едниот родител не работи секако и не се работи за семејства кои што се финансиски мокни и можат да си дозволат некој да ти странство, мислам, тоа се многу пари кои што ова состојба ви е некако како еден голем луксус, кој што вие треба да издвојувате. Јас имам доста пријатели во Романија и сега види таму има еден систем кој државата враќа. Значи од данокот вие што го плаќате, ние сите плаќаме некој данок. Кај нив тие пополнуваат еден формулар, значи секој кој плаќа данок пополнува формулар
И со тој формуларот, од данокот кој што го плаќа, пишува дека сакам да се пренасочи дел до 20% за фирмите, за обичните граѓани само 2-3%, да се пренасочи за тој и то здружение и на тој начин се финансират здруженијата. И сега имав баш од едни пријатели има објавено дека на крај на година колку пари потрошиле за рехабилитација на детето се 30.000 евра, кои што во една година потрошени за рехабилитација на нивното дете. Значи, ако то на некој начин не е возможно да се, ако не е можно да се собираат на овој начин пари, тоа што нема како да се родителите да се го дозволат сето тоа. Да, и како ќе изгледа сега еден ден на едно дете со церебрална парализа во игротеката? Па ние се... И како досега изгледаше? Нели, поради тоа што сега зборувавме дека има непристапни терени, претпоставувам дека повеќе дома седат. Како ќе биде сега? Да, сега значи децата беа дома, зависи се од родителот, треба да го изнесиш, да го прошеташ, значи да си го организираш собственото време, за да му возможиш на детето да можеш да речем поубав денот. Или ќе го оставиш дома да седи цел ден да гледа телевизија, значи зависи како родителот има можност да го направи. Сега очекуваме да ги донесат, па тука да развиваме различни програми, тие да некако да ги анимираме во текот на денот. Планираме да имаме и некои терапии кои што ќе му помагаат, затоа што им се потребни, значи за нив е тоа исто така потребно. Имаме нишалки каде што може да ги ставиме со количките, да се, значи на некој начин да му овозможиме да имаат исполнет ден. И да се среќни тука. Значи тоа е најмалку што може да направиме за нив. Како успеваат родителите да го постигнат тоа се? Знаеме дека сите одиме на работа, нели? Дали имате помош, имаше некои проекти за негователи и асистенти по домовите, дали тоа функционира? Проектите за персонални асистенти не знам, ги имаше едно време, ама тоа некои пилот проекти кои што завршија и после не знам што се случи со нив, меѓутоа во моментот ние нашето здружение развива еден сервис за негователи, тоа е исто така проект кој што се спроведува во соработка со UNDP и Агенцијата за вработување. Во моментот имаме 14 негователи кои ќе бидат негователи, значи 14 лица кои се на обука. Така. И од февруари месец негде тие би требало да почнат со работа. И тие негователи би оделе значи до 4 часа на ден во семејството каде што има потреба, за да може да се ослободи едниот родител и да може да оди на работа. За сега ваква услуга нуди порака нова од Струга. И од таа програма моментално јас имам една негователка која што можам да кажам дека е навистина извонредна. И од голема помош бе. Од голема помош, иначе јас немаше сега да можам да дојдам. Тоа е голема организација, кажа да остам керка ми за да одам некаде. Од голема помош е, ама и е некако многу добра. Како човек и сака да помогне, а тоа е мислам најважното нешто кога се работи за некои вакви професии, кога сакате нешто да правите, морате да го прво да имате емпатија, да сакате тоа да го работите. Да. Затоа што се борите еве за на некој начин за правата и за подобар живот на децата со посебни потреби, што е следно што планирате после игротекава? Следниот чекор ни е дневен центар, каде што ќе имаме тоа го очекуваме, значи, од Министерство, очекуваме, аплициравме во август месец, општината аплицираше, ние сме како здружение кој апликант, и општината ќе ни додели дополнителен простор, затоа што мора да има повеќе простор, и тука децата би биле веќе по 8 сати на ден, и ќе имаме и различни програми, од рехабилитација, образование, едукација, значи секакви програми кои што се соодветни и за возраста на децата. Некаде на крајот сме на разговорот, една порака која што би сакале да ја пренесете до сите кои што заеднички се борат заедно со вас. Да не се откажувате, нели? Не, никако не. Значи ние не смееме да се откажеме, затоа што ако се откажеме, тогаш на крајот нашите деца само ќе страдат, нема зошто да се откажеме, мислам. Тоа се работи кои што можат да се остварат, едноставно треба човек да биде упорен
и упорно да работи. Да. Толку. И да се надеваме дека државата ќе го слушне вашиот глас. Многу повеќе отколкото сега, нели? Да се надеваме. Така, ви благодарам многу на гостувањето. Следна прилика повторно да се дружиме со убави информации како оваа денеска, за која што разговаравме. И ви посакувам добро здраве и секако многу успех во новата година. Благодарам и вам и вас ви посакувам многу успех во новата година. Фала ви. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со нашата емисија Напладне на Охрид Ньюс. Се дружиме следниот понеделник. Довидување.